Продолжуваме на една убава и семејна тема. Како родители на нашите деца, секојдневно со нашите постапки сме пример за нив. Но не само што тие учат од нас. И ние навистина многу учиме од нив. Како да се биде позитивен родител? И што значи да се биде позитивен родител? Еве еден прирачник држам во рацете, благодарение на Мегеши, за кој што ќе зборуваме о продолжение, но Махатма Ганди рекол, и ставено е како вовед во прирачникот: секој дом е универзитет и секој родител е професор. А професорите не само што даваат знање, туку и учат од студентите. Јана Зенговска од Мегеш, психолог, е нашиот гостин денеска. Ти благодарам што си нашиот гостин и што можеме да зборуваме за една навистина многу значајна тема, не само за мене како родител, апсолутно за сите кои што не гледаат, без разлика дали имаат деца, дали не. Што значи да се биде позитивен родител? Добро утро од мене, ви благодарам на поканата. Позитивен родител значи првенствено да се прифати детето такво како што е. Позитивен родител значи да се грижиме за себе, да се прифатиме такви какви што сме со сите доблести и мани. Позитивен родител знае да слуша, знае да биде емпатичен и да се сочувствува со потребите на детето, меѓутоа во исто време знае да биде многу јасен во поставување на граници, кажување што е во ред, што не е во ред. Затоа што една од врските кои што ги имаме како родители е да ги научиме децата, да ги социализираме и да им кажеме дека светот не секогаш е розово место, меѓутоа е убаво место за живење и тие треба да се прилагодат на сите предизвици кои што ќе им ги носи животот понатака. Да ги подготвиме да го зграбат предизвикот, да зачекорат во животот. Многу често како родители, познавајќи ги своите, да речеме, грешки, под одење на некои стапки, знаеме и несвесно да направиме грешка во поставување на некој несакајќи ете пречки, мислејќи му добро на детето во чекорење понатаму. Како да се препознаеме себе си када грешиме? Да кажеме стоп. Така. Знаете, ја не верувам дека родителите намерно грешат. Сите сме родители и знаеме дека колку и да сакаме, во контекст на тоа што вие го кажавте, колку и да сакаме да бидеме позитивни, ние од една страна сакаме да бидеме совршени родители, да не му наштитиме воопшто на нашето дете, а тоа не е возможно само по себе. Значи ќе сгрешиме. Ќе сгрешиме грешиме кога сакаме многу да му угодиме на нашето дете, затоа во овој прирачник убаво се наведени различни типови на родителствување. Ја често зборувам дека овој прирачник, морам да напоменам дека е во рамките на проектот да ги земеме правата во наши раце, поддржан од Save the Children International, а истиот го подготвија професор доктор Ана Фрицхан и професор доктор Софија Арнуда Георгиевска, се извинувам. Ние како Мегеши сме уредници и го издадовме. Сметам дека прирачникот се наведени тие видови на родителствување, стилови на родителствување, каде што родителите ќе се препознаат дали повеќе е построг родител, дали е попропуслив родител, дали е родител кој што знае да постави граници. Меѓутоа тоа не се чисти стилови, како што би рекла на промоцијата професорката Ана. Се е тоа микс. Во одредени ситуации сме построги, во одредени ситуации сме попропусливи и така натаму. Важно е кој стил ке нас доминира. Дали ние имаме капацитет како родител да го послушаме нашето дете, да дотраеме, затоа што како родители знаеме дека особено малите деца знаат да бидат многу напорни. И многу да бидат упорни во тоа што го бараат. Тие може да викаат, да плачат и да се борат до последно за да добијат чоколада, ако не умиле да имат чоколада. И некогаш сме преморени, немаме капацитет и попуштаме. Си викаме, тоа е едно чоколада, ништо нема да биде, нека се смири, за да не биде полесно, затоа што на крајот на денот и ние сме луѓе. Меѓутоа, таквото попуштливо однесување, детето се учи дека може така да се однесува и така да ги добива работите. Следниот пат, плачот или отпорот ќе биде многу поинтензивен, а детето во принцип се многу креативни во изнаоѓање на механизми кои што ќе го заплашат родителот и ќе го убедат да го направи тоа што го сака детето. Треба да бидеме истрајни. Да си го знаеме на нашето дете и да препознаеме дека плачот не е од болка,
дека плачот не е затоа што е злоупотребено или било што, дека плачот е едноставно за да добие внимание и да го добие тоа што го сака. И во тие моменти не е само да го оставиме детето, нека плаче, ќе му помине. Треба да му кажеме, да, знам дека плачеш, знам дека го сакаш чоколадата, ама нема. Затоа што не е добро во моментот, затоа што друг шест сме се договориле. Тоа функционира и ке малите деца. Треба да се истре и да се има еден континуитет. И после тоа ќе се изненадите кога вашето дете ќе ви рече да, јас сакам и да плачам. И што е да правам? Не може затоа што така сме се договориле. Првите моменти се многу важни, таму треба да не попуштиме како родител да истраеме. Се во вас се учи. Да. Ние денеска, почитувани, ќе доделиме прирачници. Линиите се отворени. Навистина ќе ми биде многу драго ако млади родители се јават да прочитате повеќе и да научите нешто за тоа како да истраеме во тоа. Се е позитивно, се е за доброто на нашето дете, но како да истраеме во навиките кои што треба од малино за да се наметнат. Сега и карактерот се гради кај детето, па сето тоа ќе му помогне за утреден, за полесно да се справи со сите препреки во животот кои што ќе се најдат пред него. Овој прирачник издаден е на македонски, на албански и ромски. Значи, посакувам без ограничувања кој навистина би сакал да поработи на себе како родител, да се јави и ќе добие прирачник. Дали на нашите родители им е потребен еден ваков прирачник и дали сакаат да работат на себе? Вашето искуство што кажува? Моето искуство кажува овој прирачник е плод, да речам, на потребите на родителите. Ние 2 години поред држиме работилници за позитивно родителство во рамките на овој проект. Да ги земеме правата во наши раце и родителите самите побараат дека сакаат да имаат како подсетник, како четиво, во кое што некако ќе се чекираат, ќе се проверуваат. И како можеби освестување. Така е. Освестување ќе се проверуваат да видат до каде се, како да постапат, да се подсетат. И како резултат на нивните барања и на нашата заемна размена со родителите со кои што се работуваме, излезе овој прирачник, за кој што многу ми е драго и сметам на вистина дека ќе биде поддржувачки за родителите, дека ќе им биде во функција. Краток е, јасен е, концизен е, нема филозофирано, нема засновано е на не теорија. одзима многу време. Не одзима време, засновано е на психолошка теорија и на друга теорија која што се, значи има една добра основа, меѓутоа не е оптеретувачки и мислам дека ќе биде во корист за сите родители без оглед на бекграундот кој што го имаат да им биде во функција. Ајде да вклучиме сега родители. Добро утро, за кога? Добро утро, на телефон баба, Аница на телефон. Добро утро за вас. Слушала гостинката, цел ден толку убаво кажува. Да. И многу ми е драго што ќе бидам добитник на една ваква книга, затоа што стварно да се прочита нешто плюс е доволно. Се разбира, особено вие како баба, верувам дека и чувате внучиња. Да, да. И не само за родителите, па и бабите. Поинакво е воспитувањето кога се деца и кога се внуци во прашање. Веројатно. Попопустливи се бабите, така ли е? Да, да, да. Дојдете уште денеска, доколку сте во можност во Сител телевизија да си ја подигнете вашата книга. Благодарам и пријатен ден. Дали имаме уште еден гледач пред да продолжиме со Јана? Добро утро. Добро утро. На телефон е Дијана. Дијана, добро утро за тебе. Добро утро и за вас. Вие сте мајка, млада? Да, млада мајка. Така и ми звучите. На 3 дечиња. Нека ви се живи и здрави и навистина ми е драго што ете млада мајка ќе добие еден ваков прирачник. И многу од користи ми биде, искрено да ви кажам. Многу. Лесно се чита, Дијана, додека си го пиете кафето, кога имате малку простор од дечињата, ќе си го прочитате прирачникот, доколку сте во можност, дојдете уште денеска да го подигнете. Убав ден. Ви благодарам. Убав ден и на вас. И дали веќе го имаме третиот гледач? Добро утро, во програма сте. Ало. Добро утро. Добро утро. Со кого разговарам? Со Александра Ристовска. Се извинам, Александра рековте, Александра Ристовска. Вие сте мајка, баба... Јас една баба на едно мало внуче. Баба на мало внуче. Попустлива ли сте вие како баба? Кој ми е многу ицо и сакам да го воспитувам убаво. Па еве еден прирачник за бабата Александра, уште денеска ако можете
подигнете го од Сител телевизија. Многу ми е драго. Поздрав и убав ден. Продолжуваме понатаму со Јана. Велите дека родителите сакаат да работат на себе, така ви покажа досегашното искуство. Она што мене ми го привлече вниманието е дека ова е прирачник за родителство, старателство. Така. Колку имаме старатели? Така. И колку тие сакаат да работат на себе, како пример за некој дете кој што не е нивно крвно сродство, да кажем. Па затоа се старатели, сакаат да работат. Ние бевме многу внимателни во однос на насловот, затоа што веруваме дека и така е. Се јавија многу баби. Ако видовте, се јавија две баби, се јави една мајка. Значи, бабите и дедовците во една сфера исто така се старатели на децата кои ни ги чуваат по 8-9 сати. Зборуваме се малку и за поинакво старателство. Да. Значи, збориме за старателство за деца кои што се деца без родители и родителска грижа, кои што ние ги викаме, кои што се сместени во одредени институции, стега со процес на деинституционализација, кои се мали групни домови. Тие имаат истата функција, како што имаат и родителите биолошки. Затоа што родителството е процес кој што се учи, родител не се станува со раѓањето на детето. Родител се станува и родителството е нешто кое што се развива во текот на целокупниот контакт и динамика која што имаме со децата. Така да старателите и како се родители. Велите, родителството се учи. Јас сум од оние мајки кои што навистина многу читам. Често знам да бидам многу попуслива и себе си потоа да се обвинам дека не сум авторитет. Каде најчесто во вашите работилници, контакт со родители, каде најчесто грешат родителите? Пак велиме како заклучок тоа дека родителот мисли дека го прави најдоброто за детето, нели? Знаете, како што се менуваат генерациите, така се менуваат и воспитните стилови. Значи, се имаме една генерација на родители кои што не сакајќи децата да им наштетат, да не ги злоупотребат и така натаму, значи се пропусливи или се презаштитнички настроени. Се плашат се плашат децата да ги научат од животот. Па погледнете во паркот ќе видите колку седиме како родители со влажните марамици во раце и колку околу децата не ги пуштаме да направат поише чекори. Знаете, со самото раѓање на детето, јас сум мајка на 2 деца и секогаш си го користам мојот пример. Со самото раѓање на детето ние не знаеме што да правиме. Иако сум психолог, психотерапевт, имам поддршката, меѓутоа кога се роди моето дете, ја не знам што да правам. И ја бев презаштитничка, препралашена и така натаму и така натаму. Значи тоа е нормално што се случува, меѓутоа збориме дека децата физичкото казнување во ниеден момент не представува добар начин. Тоа представува злоупотреба на децата, која што понатака на вистина има сериозни последици по психолошкиот раст и развој на децата. Тоа што сега се случува е психолошко насилство на децата, во форма на игнорирање, во форма на занемарување на детето или сакајќи да го компензираме времето кое што не можеме да го поминеме со нашите деца, го компензираме на начин на кој што им дозволуваме се што сакаат. И тоа не е во ред, затоа што доколку детето нема јасни граници, нема авторитет, детето понатака има проблем во социоемоционалниот зрелост. Се јавуваат други проблеми во текот на растот и развојот на децата. И едната крајност, која што порано вродило со невротични, да речам, деца кои што биле злоупотребувани, занемарувани и така натаму. Тука, извинете, ќе ве прекинам, тука може би оди она народната ќотекот е од рајот излезан. Од таму дошло ќотекот е од рајот излезан затоа што родителите, да речеме, во минатото не мислеле, не знаеле како да се справат со децата. Тоа се нашите баби, нашите дедовци, мајки, кои што се воделе според одредени морални принципи, етички принципи и така натаму, кои што сметале дека ако се удри детето, се шлапне еднашка, дека нема никаков проблем. Една шлаканица нема проблем. Истото се случувало и во училиштата, значи децата биле типани со стап. Казнувани во ќош. Меѓутоа ние ако видиме, значи децата работели во фабрики по 15 сати,
Децата немале образование пред да биде Конвенцијата за права на децата, сметале дека тоа се лица кои што се доволно зрели да можат да допринесуваат за семејството. Тоа се поврзува и со одреден општествен контекст, тоа се поврзува и со екзистенцијалните проблеми и така натаму. Значи, нашите баби имале многу детни семејства, имало кој да се грижи за децата, меѓутоа тие биле насочени кон екзистенцијални проблеми, дека требале да заработат, требало да биде домаќинка, требало и така натаму, и еднаш ако го удри детето, голема работа. Сега се случува повторно ние да се бориме со екзистенција. Како родители, да работиме по 12, по 15 Ние сме сати. потопени од обштествените проблеми, динамичното секојдневие, работата. Значи, јас, ако порано мајките завршувале во 15 часот со работа и си го земале детето, веќе дома имало и подготвен ручек, сега кога да заврши со работа? Ни со обраќајниот метеж да стигнеш детето, да си го земеш, па во колку часот си дома и што попрва? Така, затоа се менува динамиката во контекст со времето. Затоа кажам, ние повторно се соочуваме со екзистенцијални проблеми, меѓутоа во друга динамика. Сега се им допуштаме на децата. И тука е главната грешка. И тука некојаш си викаме, па јас ако не можев, зошто па моето дете да не може? Да. Јас го создав ова дете затоа што го сакам и ќе добие се што сака на светот. Тоа е нашата негувачки дел, да допуштиме да бидеме добри родители, да му го дадеме најдоброто на детето. Меѓутоа мора да поставиме граници заради тоа што имаме чувство на немоќ. Дека сме немотни родители, дека детето не слуша и така натаму и кога во моментот ќе се почувствуваме како немотни родители со разговор не бива повторно се обидуваме, не бидува, се случува да излеземе, значи да постапуваме несоодветно за нас. Или да викаме силно, или да го удриме детето. Значи да го удриме, не зборам да го удриме за да го злоупотребиме, меѓутоа да го удриме. И бидејќи сме свесни, после тоа да имаме голема грижа на совест. А местото каде што родителот е со голема грижа на совест е местото каде што детето понатака може да манипулира. И тоа е еден магичен круг на кој што се прави. Затоа јас на родителите им велам да се грижат за себе. Иако е времето динамично, грижејќи се за себе, земајќи си време за себе. Ги учиме децата дека треба да се грижат за себе, дека е во ред да се грижат за себе, дека не е себично да се грижат и да даваат за другите. Ние малци имаме време да се грижиме за себе. Како родители немаме време. И поговорката животот ќе го дадам за моите деца, живеам за моите деца, мислам дека треба да измениме. Ние живееме со нашите деца заедно. Меѓутоа, не треба ништо да се жртвува во име на децата, затоа што и децата ги ставаме во неблагодарна состојба. Тоа се едни психолошки размени и комуникации на ниво родител-дете, кои што понатака можат да доведат до некакви нејасноти. Родителите да бидат јасни, концизни во барањата, точно да ги кажуваат емоциите кои што ги чувствуваат. Тажна сум, тажен сум, љута сум, ми се случи тоа и мене ми е дојдено преку глава и јас сакам да се одморам, затоа не те слушнав или те молам не ми зборувај сега затоа што не можам да те слушам. Зошто се случува тоа? Таквиот ферски однос ги учиме и децата да ги препознаваат емоциите, да поставуваат јасни граници, да кажуваат како се чувствуваат. Јана, една многу убава и јасна порака прати до сите родители, баре до мене како родител, се надевам дека навистина убаво и јасно те слушна сите оние кои што не гледа. Работете на себе, родители. Еве ви позитивно родителство прирачник кој што е бесплатен и можете да го земете во Мегеш. Навистина ми е драго што имавме можност поради ограничениот број на испечетани позитивно родителство прирачници да доделиме само 3. Ете, толку. Сите останати кои што би сакале, ќе ги контактирате Мегеш и ќе го набавите овој прирачник.